Универзитетската клиника за кардиологија првпат е извршена аблација на коморна тахикардија, сложена процедура што досега се правеше само во странство. Министерот Азир Алиу и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски ја поздравија интервенцијата како голем успех за здравството. Со ова, пациентите ќе добиваат современ третман во земјава, ќе се намалат трошоците и листите на чекање, а клиниката ќе стане регионален центар за електрофизиологија. Европската комисија во најновиот извештај ја пофали Македонија за целосното усогласување со надворешната и безбедносната политика на Европската унија, но посочи дека се потребни побрзи и поодлучни реформи. Се бара јакнење на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Комисијата забележува дека земјата не направила доволен напредок во процесот на преговори и дека се уште не ги усвоила уставните измени за внесување на бугарите. Европската унија нагласува дека проширувањето останува фер процес заснован на заслуги и на демократски вредности. Еврокомесарката за проширување Марта Кос, презентирајќи ги извештаите за земјите кандидатки пред Европскиот парламент, ја спомна Македонија во само 2 реченици. Таа нагласи дека земјата е целосно усогласена со надворешната и безбедносната политика на Европската унија и работи на реформите од кластерот 1, но дека нема напредок поради недонесувањето на уставните измени. Кос порача дека измените се неопходни за продолжување на европскиот пат, додека владата останува на ставот дека тие ќе се направат само со гаранции од Брисел за безусловен процес. Додека еврокомесарката Марта Кос ја вброи Македонија меѓу земјите што стагнираат на патот кон Европската унија, премиерот Христијан Мицкоски на средба со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, ги повтори ставовите на владата за формално отворање на преговорите и за уставните измени. Тој ја оцени средбата како пријателска и продуктивна, нагласувајќи дека покрај европските интеграции, за Македонија се приоритетни проектите за гасен интерконектор со Србија и Косово, тарифите за челик и новите европски инвестиции во Кочани. На 6 ноември, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и неговиот бугарски колега Гроздан Караджов ќе го потпишат договорот за изградба на меѓуграничниот железнички тунел на Коридор 8. Потпишувањето ќе се одржи на железничката станица Ѓуешево во присуство на представници од Европската унија, НАТО и меѓународни финансиски институции. Тунелот, долг околу 2,4 км, ќе биде дел од стратешкиот Коридор 8, со економско и безбедносно значење, а делниците до Крива Паланка веќе се градат. Српскиот председател Александар Вучик објави дека безбедносните служби 3 дена трагаат по 20 снајперисти во Белград, за кои, како што рече, се знае дека се во градот и дека имаат финансиска поддршка од надвор. Тој предупреди дека постојат сериозни податоци за обиди за промена на власта преку насилство или странски притисок, нагласувајќи дека единствен легитимен начин за тоа се изборите. Изјавата доаѓа во време на политички тензии и протести во Србија. По одлуката на Уставниот суд со која Ерион Велијај останува градоначалник на Тирана, албанскиот премиер Еди Рама изјави дека тоа докажува оти неја контролира целата власт, како што тврди опозицијата. Во објава на X, тој порача дека ако судот смета дека Велијај не може да биде разрешен додека е во притвор, тогаш истиот принцип треба да доведе и до негово ослободување. Уставниот суд ја поништи владината одлука за разрешување на Велијај, кој е во затвор од февруари под сомнение за корупција и перење пари. Доналд Трамп се вмеша во трката за градоначалник на Њу Јорк, предупредувајќи дека градот би можел да ги изгуби федералните средства ако победи прогресивниот кандидат Зохран Мамдани. Во објава на социјалните мрежи, Трамп го нарече Мамдани комунистички лудак и го обвини дека ќе го уништи градот со социјалистички политики. Мамдани, поддржан од демократските социјалисти на Америка, води во анкетите пред поранешниот гувернер Ендру Куомо, кој се обидува да се врати во политиката. Мешањето на Трамп ја претвори локалната трка во национален идеолошки судир за иднината на американската урбана политика. Уште еден живот згасна на скопските улици. На булеварот Гоце Делчев се случи тешка сообраќајна несреќа во која загина велосипедист. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, возачот кој удрил во пешакот го напуштил местото на настанот и моментално е во бегство. Ова е втор ваков случај во само 2 дена. Во центарот на Скопје, друг возач избега откако прегази 79 годишна жена, која со тешки повреди беше пренесена во болница. Полицијата подоцна соопшти дека возачот е лоциран и приведен во близина на Средно Водно. Случаите повторно го отворија прашањето за состојбата со безбедноста во сообраќајот во државата. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, сообраќајните несреќи со тешки последици се во пораст, а најчести причини се прекумерна брзина, непочитување на пешачките премини и невнимание при управување возил. Полицијата најави засилени контроли, повеќе радарски и сообраќајни патроли, како и строги казни за возачите кои бегаат од местото на несреќа.
Експертите предупредуваат дека потребна е поголема сообраќајна култура и континуирана едукација, особено кај младите возачи. Иако мерките на хартија постојат, праксата покажува дека нивното спроведување останува најголемиот предизвик. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје променливо облачно. Ке дува слаб до умерен северен ветер. Денес и утре во утринските часови се услови за појава на магла, а од четврток до понеделник повремени локални врнежи од дожд. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на влажна воздушна маса, од четврток од вечерните часови па се до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, наместа пообилни.